20-годишниот Христијан Струков е среќното момче кое го извади честниот крст од водите на реката Брегалница во Делчево, како дел од црковната традиција за еден од најголемите христијански празници Богојавление Водици. За Струков, кому ова му е втор пат како го фаќа крстот, беше задоволство да се учествува во оваа вековна традиција. Колку пати досега го? Два пати. И како се чувствуваш? Па добро. Што значи за тебе да се? Па за мене значи да се почитува традицијата. За здравје да се влева во водата. Така. Секој оној кој ќе сака да му се поклони на крстот, тоа ќе може да го стори во црквата, Успение на Пресвета Богородица во Делчево, каде по овој обичај останува крстот, истакна отец Атанас Поповски. Господ Бог нека го обдари со сите добрини, нека му биде патеводителка во животот, она што денес му се случи, ретко се случува на човек. Нека му биде секупат благодатта Божја врз него. На сите им ги честитаме празниците кои беа, кои доваѓаат и денешниот празник. Се вели Бог се јави. Нека водата со која се замиваат денес им биде за здравје, за спасение и за многу години. Тоа е онаа христијанското што треба да го добие. Лесно ние можеме да му дадеме и злато и сребро, меѓутоа иконата е секопат повредна и од златото и од среброто. Затоа икона и Библија секогаш да се подсетува на тој ден кој фатил крстот. Крстот останува во црквата и сите кои сакаат може да дојдат да му се поклонуваат на крстот. Општината Делчево за среќното момче обезбеди пригодна награда. На сите наши сограѓани од христијанска вероисповест им го честитам големиот верски празник Богојавление Водици и им посакувам многу среќа во оваа година. На среќниот фаќач на честниот крст на општина Делчево оваа година доделува награда LED телевизор 32 инча. Инаку настанот денес го проследија над 1000 граѓани на општина Делчево. За безбедноста на капачите се грижеа медицински тимови при јавната установа Здравствен дом Гоце Делчев, а настанот беше координиран од полициското одделение од општа надлежност Делчево.